Првата насока е што тоа значи како нас, како држава, како Министерство за надворешни работи, како една сериозна дипломатија. И второто прашање, односно одговор е зошто, да кажеме, дел од собранието, односно пратениците, претпоставувам претежно од опозицијата, се во режим на кочење на една ваква процедура. Одговорот на првото прашање не е едноставен, меѓутоа ја се обидам накратко да дадам моje мислење. Значи, со вакво одоголечување на праќањето на нашите дипломатски представници во земјите, во повеќе земји од светот, меѓу кои сега се наоѓа и Соединетите американски држави, кои се доста важни, е одраз на нашата, може да биде одраз на нашата незрелост. И нормално со тоа нашата држава и нашата дипломатија нема да добие добри поени и, да кажеме, добра оценка од соодветните земји. Другото прашање во принцип е повеќе внатрешно политичко и на жалост уште еднаш се одразува нашата, не само нашата неспремност, туку би рекол и незрелост да процениме во кои моменти можеме да ги користиме меѓупартиските алатки за политичка пресметка со противникот, односно противничката партија, а докаде можеме да одиме и во кој домен навистина не би требало како сериозни политичари или сериозни представници на демократијата во парламентот да се однесуваме. Во овој начин мислам по однос на ова прашање мислам дека апсолутно е грешка на кои да се тие таму пратеници, особено на председателот на комисијата, несвикување на ваква комисија и допринесување за понатамошно одоголечување на процесот. Сигурно е дека постојат механизми и може да се бајпасира оваа комисија и нормално на директен начин на предлог на парламентот, односно на владата на Република Северна Македонија, председателот да ги потпише агреманите и со тоа ќе се реши целокупниот проблем. Меѓутоа, ако навистина сакаме да представиме одраз и да слика на една зрела демократија, на функционална демократија и на едно не само држава, туку и општество кое што знае каде на својот пат, мислам дека вакви препукувања и вакви ситни трикчиња воопшто не ни се потребни.